Вкупно над 1 милијарда денари или околу 16,3 милиони евра незаконски потрошени пари откриле државните ревизори со годишниот извештај за 2023 година. Ревизорите констатирале загрижувачки состојби во трошењето на државните пари. Речиси 83 милиони евра биле изгубени пари од грантови, зашто институциите немале капацитет да ги искористат овие донации, а сме платили околу 29,5 милиони евра за провизии за неповлечени кредити. Извештајот на ревизорите открива и дека речиси 141 милион евра се ненаплатени или помалку уплатени пари во државниот буџет или во буџетите на општините. Загрижувачка е состојбата и кај јавните набавки. Во 2023 година на тендери биле вкупно потрошени речиси 460 милиони евра. Утврдени се неправилности кај тендери вредни 62,5 милиони евра. Но ревизијата констатирала и дека без постапка за јавна набавка со договори во 4 очи биле потрошени над 243 милиони евра. Последното истражување на Македонија 2025 покажува дека корупцијата во земјава опфаќа околу 40% или преведено во бројки половина милион граѓани дале подкуп за да завршат некоја работа. И додека земјава тоне во корупција и сите декларативни заложби се во насока на борба против корупцијата, се поставува прашањето како избраните и именуваните лица во земјава менаџираат со парите на граѓаните. Властите се менуваат, граѓаните се прашуваат дали и кој досега одговарал за незаконско трошење на државни пари. Праксата покажува дека досега ретки се примерите на правосилно осудени лица за незаконско и ненаменско трошење државни пари. Извештајот на Државниот завод за ревизија за 2023 година покажува дека се извршени вкупно 66 ревизии, од кои се издадени 100 ревизорски извештаи, опфатени се 140 субјекти и утврдени 957 состојби. Загрижува тоа што речиси половината или 46% од дадените заклучоци и мислења од ДЗР се неповолни во однос на финансиските извештаи за работењето на субјектите од јавниот сектор. И додека се работи извештајот како државните институции ги трошеле државните пари во 2024 година, готовите податоци и препораки за аномалии на системот од каде истекуваат државните пари, речиси никој не ги практикува. Извештаите на државната ревизија и антикорупцијска, кои се столбовите за борба со корупција, заглавуваат во процедури. Последните неколку ревизорски извештаи покажуваат алармантни податоци и бројки. Така во периодот 2020-2023 година на патиштата во земјава се случиле вкупно 31.176 сообраќајни незгоди, од кои 15.724 со потешки последици. Загинале 457 лица. Од 2019 до 2023 година изречени се 45.000 глоби за возење под дејство на алкохол и над 86.000 казни за возачи без дозвола. Ревизорите оценија дека мерките за подобрување на безбедноста во сообраќајот не се доволно ефикасни за значително намалување на жртвите во сообраќајки. Ревизорите утврдиле и дека Националната стратегија за безбедност на патиштата 2015-2020 е последната донесена стратегија за подобрување на сообраќајната безбедност. Не е направена евалуација ниту извештај за тоа колку е спроведена, бидејќи владата не формирала тело задолжено за тоа. Околу половина милион евра се потрошени на две транспортни стратегии кои поради бавната реализација не дале ефекти. Ревизорите забележуваат и дека заемот од 52 милиони евра за подобрување на патната поврзаност и безбедноста не ги постигнал планираните цели. Системот пак Безбеден град, со кој раководи МВР, е функционален и се одвојуваат средства за негово одржување, но не се користи за казнување за прекршоци поради недоволна законска регулатива. Во 22 од 34 општини нема доволно зеленило според законските стандарди, утврди Државниот завод за ревизија. Централните делови на градовите не го исполнуваат препорачаниот минимум од 25 метри квадратни зелена површина по жител. Изборот на урбанистички планови што се финансираат преку владините програми од 2020 до 2024 не бил доволно транспарентен, а средствата недоволни. Општините не вложуваат доволно во одржување, 80% немаат одлука за наплата на надоме за одржување, а 60% не инвестирале ниту денар во ново зеленило во изминатите 4 години. Нема ефективен мониторинг, прекршителите не се казнуваат, а изречените глоби се ниски. Годишните извештаи за просторниот план се нецелосни или не се изработуваат. Само Скопје и Охрид имаат стратегии за развој на зеленило, а зелен катастар водат Скопје, Охрид и Кавадарци. Медицинска опрема вредна 18,6 милиони евра фаќа прашина по болниците поради недостиг на кадар, простори и технички услови, утврди Државниот завод за ревизија.
Ревизорите открија значајни слабости во планирањето, евиденцијата и искористеноста на здравствените ресурси. Побарувачката за здравствени услуги расте, но бројот на здравствени работници не се зголемува, што доведува до преоптовареност на кадарот и нефункционалност на опремата. Од набавени 57,7 милиони евра опрема, 13 милиони евра се уште не се користат, а 5,5 милиони евра не се искористени целосно. Половина од 30 КТ уреди се амортизирани, а дефектите и трошоците ја ограничуваат нивната употреба. 5 центарот има капацитети за рана диагностика, но не се користи целосно. Новите мамографи се користат само за основна диагностика поради недостиг на обучен персонал. Неусогласеноста во евиденциите помеѓу здравствените установи Мој термин и ФЗО резултираат со ненаплатени услуги од 247.000 евра. ДЗР препорачува итни мерки за рационално користење на опремата и подобрување на здравствените услуги.